Беше закажан погребот во одреден временски период, меѓутоа знаете како се математика во медицината нема. И сигурно колегите од судска медицина имали претходни обдукции, ни покрај нашето инсистирање сме во личен контакт цело време со колегите кои ја правеа обдукцијата. Од кога заврши таа, заврши малку покасно од она што се очекуваше дека ќе стигне возилото во Кавадарци, стигна после 2 часа од закажаниот погреб. Тоа е оној момент кој што практично го предизвика, да речем, и со право револт од кај родителите, односно кај фамилијата конкретно. Семејството обвинува дека во тие моменти на агонија, на срам пред граѓаните кога биле собрани на погребот, вие не сте се јавувале, дека интервенирале преку полиција, го нашле во бутал телото. Значи, вие кажувате друга приказна. Која е вашата? Значи, видите вака, секој има право да го каже тоа што го мисли. Јас сигурно дека, пошто ме познаваат луѓето и знаат многу добро дека конкретно и со таа фамилија цело време бевме во контакт. Сега, пошто јас сум посочена, не би било коректно да било кој од имињата на моите колеги кои исто така се инволвирани во случајот. Ја сама сигурно не правам ништо. Во случајот се инволвирани колегите од судска, се инволвирани од неурохирургија, од секаде јас контактирав и со нив и точно знаевме дека касни, односно доцни самата обдукција. Јас тоа цело време го пренесував на фамилијата и вечерта, кога веќе се случи тоа, лично отидов до Кавадарци за да го објаснам сето тоа пред фамилијата. Се разбери, да се извинам, бидејќи постојат некојаш случаи кога еве вака ќе се одолжи нештото или ќе се случи закаснување на тој процес, но е човечки и од човечки аспект лично отидов таму да објаснам дека подобро е да се ова заврши вака како што се заврши, значи завршили се сите правни процедури. Она што исто така знам дека е во размислување и што е точно е дека телото не било, да кажам, облечено што е исто така во правилникот, дека треба да и тоа да се случи на судска медицина. Тоа се исто така нотираше кај колегите. Околу тоа нормално дека се понуди се што можам да го направам, односно да го покриеме и сето тоа сигурно дека се заврши во интерес на фамилијата. И мене уште еднаш навистина ми е жал што ете се задоцни на тој погреб и верувам дека не е пријатно, но тоа пред 2,5 години беше пред 2,5 години, потоа сите следни се трудевме на вистина да ги подобриме и начините на кои тоа ќе го спроведуваме со фамилијата, бидејќи го заслужуваат тоа. Ако тие веќе се согласиле да направат едно добро дело, тогаш е рети да се разберат некои работи во случајот. Јас морам да кажам дека во случајот двата бубрега сосема инцидентно едниот од тие бубрези припадна на пријатели на фамилијата која практично донирала и потоа имаше една многу убава промотивна приказна во која се најда отпосле токму тие кои сега и го кажуваат ова со човекот кој што ги прими бубрезите. Да, има уште еден момент и беше една убава приказна практично на сето тоа. Тие комуницираат меѓу себе, да. Така е. По повеќе од 2 години, како што рековте, кога семејството сега одлучи да го експонира случајот, тие вела дека се уште ги немаат документите. Нели ова малку чувствително за една земја која што се труди да стекне стандарди, да ја промовира трансплантацијата, семејството се уште да нема доказ, да нема документи дека ги трансплантирале, дека ги донирале, дале органите. Значи морам да ви кажам дека документите постојат, истите се во Министерството за здравство и тука нема дилема околу тоа. Можат слободно те контактираат со мене и во и убави моменти снимале со тоа. Зошто не ги добиле до сега? Нели треба да има документи? Значи документите доаѓа како нелегално да правеле трансплантација. Па за да не биде нелегално е направено ова во со судската обдукција која што потврдува све го имаме. Не знам, знаете како, не може секој да отиде само да побара нешто, сигурно оди барање до Министерство за здравство. Не се секој. Не, ја не реков секој. Јас апсолутно тие не дошле да го побараат тоа од мене. Веднаш ќе одиме во Министерство за здравство и ќе ги покажеме. 10 пати доваѓале во судска, не знам каде комуницирале. Тоа го кажа синот. Добро, знаете како, секоја чест на сето тоа што го кажуваат, меѓутоа вистината е таа дека документите постојат во Министерство за здравство и таму се.